Ке стане ли македонскиот великан Гоце Делчев заеднички историски лик со Бугарија, ама сепак бугарин, додека официјална Софија веќе отворено навестува што значат добрите односи со македонските колеги во делот на историските прашања и на сајтот на премиерот Кирил Петков, Делчев се представува како бугарски револуционер, македонските власти молчат на ваквите провокации. Во исто време, шефот на дипломатијата Бујар Османи ги исклучи јавноста и општеството од искажување на мислење за Гоце Делчев. Ниту ставот на пратениците на власта не е поразличен. За нив заштитата на ликот и делото на македонскиот великан Гоце Делчев било политичка игра на ВМРО ДПМН и дневно политички товар. Наместо да се обединат околу она што значи национален интерес и заштита на македонските историски личности, кои ги ставиле темелите на македонската независна држава, од СДСМ бараат опозицијата да ја повлече декларацијата која веќе е во собраниските архиви. Декларацијата е политичко подметнување од страна на ВМРО ДПМН со цел да се продлабочат поделбите во македонскиот народ. Партијата, која постојано е против нашите евроинтеграции, во нивниот познат манир, по 100 пат ја промашија темата. Бранат нешто што не е нападнато и со тоа си ја покажуваат сопствената несигурност и аматеризам. ВМРО ДПМН и Мицкоски треба да се засрамат и да ја повлечат нивната така наречена декларација. Ги повикуваме, ако навистина сакаат да ја видат Северна Македонија во Европската Унија, да се вклучат на конструктивен начин во процесите кои се од национален интерес. Опозицијата пак бара сите политички партии да се обединат околу декларацијата со која се бара заштита на ликот и делото на македонскиот револуционер Делчев. Претеничката на ВМРО ДПМН Иванка Василевска реагира дека декларацијата треба да го услика единството и обединувањето на политичките партии во македонското собрание, но исто така и единството на целокупното македонско општество околу неспорниот македонски дееци водач на ослободувањето на Македонија. Да ги повикам Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и останатите политички партии во Македонското собрание, да се изјаснат со официјален став по повод на оваа значајна декларација и да покажат дека ликот и делото на Гоце Делчев како учител, народен трибун и револуционер за соработка, за толеранција и за соживот и тоа како заслужува да се донесе ваква декларација токму во законодавниот дом, со што сите заедно ќе ја покажеме нашата заедничка почит кон оваа централна личност од македонската историја. ЛДП на Горан Милевски немаат сопствен став, ке чекале како ќе постапуваат коалиционите партнери, па така ќе го формирале и нивното мислење. Ниту за шефот на државата Стево Пендаровски, обединувањето околу ликот и делото на Гоце Делчев преку декларација не е потребно.